Се работи за пауза за постапки поврзани со иселенички визи. Не прекин, не црна листа, пауза за постапки ќе напоменам за иселенички визи. И тука мислам дека е коректно пред целата македонска јавност да кажеме дека ова не влие на сите други постапки за издавање на визи за Соединетите Американски држави. Доколку сте стопанственик кој што сака да патува во Соединетите Американски држави, слободно ќе можете да се аплицирате за виза. Доколку сте студент кој што или сака да студира во Соединетите Американски држави или да оди на work and travel, ова не значи нема никаква пречка за вас. Доколку сакате туристички да патувате, светското првенство за фудбал ќе се одржува во Соединетите Американски држави. Исто така ќе можете да патувате туристички и оваа одлука нема да има никакво влијание врз вас. Поврзано со прашањето за иселеничките визи, точно е дека настапува една пауза. Тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме.